Тоа е Мислам целта дека малку отприлика. е и, не само за нашиот факултет, туку во поглед на сите факултети Да. погрешна е мислата дека еве сега ќе се запишам на педагошки факултет и јас само можам да бидам воспитувач во преучилишна установа, далеко од тоа. Да, тоа е моето примарно занимање, ама тоа може понатаму да се расчлени во не знам, Апсолутно. некаков специјален едукатор, можеби некаква специјалност која што јас ќе изработувам дидактички материјали за деца од предучилишна возраст. Тука многу Можеби ни биро, треба. можеби биро за развој на образование, Тоа е можеби, проблемот. значи мислам дека тоа е клучно да го видат студентите, зашто кога ми доаѓаат на кариерно советување вака гледаат. Финки е пари, кодирање Да. и не знам, Да. сигурна иднина. Да. А на пример педагогија е засети таму се запишуваат те најслабите ученици, не знам, архитектура е загарантирана иднина исто. Ама и таму па е тежок влезот. Така. Да. Тоа е, да, Мене веќе тоа ми архитектура веќе лично се мене ми е тоа. архитектура веќе се граничи со некоја уметничка елита, Точно, како да е точно. ако не си од тие А вака кругови, луѓето се ако не платени, си не се платени добро. Не се Архитектури. платени, Да, не се да, платени како освен другите тие- инженери. информатичарите, Не се да. платени како другите инженери. Да, На да. најдолно ниво На сите најдолно инженери ниво, се. секако, да. А имате 5 годишна Настрана 300 тоа, кредити, за да архитектот можеш да најчесто работиш. го води целиот тим. Па 3 Наистина. години е со 180 3 плюс 2. и задолжително им е. Инаку нема. Мастерот е задолжителен Како ако можеш да правен бидеш факултет. технички цртач. да. Да, како Такво правниот нешто факултет. со градежен баш снимавме во петокот. Во петокот и градежен е истиот принцип. Да. Значи Да. со некој 3 со плюс тие 2 3 семејства, градежен. со тие 3 години не можеш многу да работиш, само Да. изведба да надгледуваш толку. Да. Веќе мораш и мастерот и да добиеш таму сертификација од комора за градежници Да. и дури после да вршиш и ревизија пак со некој искуство. А кога ќе ти подпишат веќе неколку пракси. Да. Ама да, некој професор, не знам кој го спомна ова, ама исто ај што се платени програмерите, па имаат можност и да работат уште долго пред да дипломираат. Да. Значи веќе ти кога ќе научиш Јас некој ќе програмски кажам. јазик, веќе Имам можеш да искуство. Кирката Така? моја е информатичар, добро, Така. таа работи па да речеме на крај, веќе од четврта беше пред крај, можеби откако го даде последниот испит и дипломска ти остана. Меѓутоа луѓето со кои што комуницира и со кои што се дружи, а ова не ми е така, да. Снимаме? нормално. Снимаме, да. И во тие веќе има голем број кои што немаат ни до втора година дојдена од студиите. Да. И затоа сега има еден новитет, не знам дали сте разговарале со деканата или со некој од Финки. Има Уште не. предложено програма студиска од 2 годишни. 2 годишни Леле, студии, мај, затоа курс на што крај ќе дојде. овие што се, па и тие што завршуваат Па со курси, плаќаат тие ги курсеви, вработуваат да. со Да. убави суми плаќаат со Да. неколку илјади евра. И затоа што тие им се еден вид спонзори, само презапишуваат години и Да. кај да е, ќе треба повторно да го започнат студирањето по нова програма. Тоа значи А и не е цел кадар квалитетен кој што излегува. Мислам, тие што ќе завршат Нормално. најголем дел се, Нормално. ама сите што се запишуваат не се за таму. да, бидејќи многу ги води она идејата дека сакаат нели брзи Да. пари, Сигурност, лесни сигурност. пари, да. Да. Лесни пари. Сигурност на почеток, брзо стартуваш со убава плата, имаш брзо да напредуваш нели во висината на платата која што ќе ја добиеш, а сепак тешко се пренаоѓаш. Кирката смени неколку фирми, дури да се најде каде Да. што и е убаво И и одговара. пријатно. Баш и кажував на Изабела, работев некои работни листови, тетрадки, бидејќи со тоа Така, се занимавам така. со години уназад, да. Може би сте учеле од учебниците на Душка Ачовски, татко Да. ми беше. И од тие учебници по математика На заедно вистина. учествував Можно. во изработка со Јас сигурно некогаш сум да. учела. Да, сте учеле. Јас сум постара генерација, не знам кога ги смени, ама сум постара генерација, Имаше се доста, сеќавам да. дека учев. Борјан исто така учеше, така да знам. Така. И така да ова кога го виде како што го изработуваат компјутерски, кога би било добро како дополнителна работа која што ќе те освежи од секојдневните работни обврски. Тоа што имате они различни позиции како и сегдека. Еве малце што велиш ова круто кај нас што се сваќа. Така да сегдека Да. може да се најде потенцијалот. Особено денес, мислам, со толку брз проток на информации, на пример, дури и утре
да не се пронајдеш, да имаш некои потешкоти во професијата со дипломата и што и да е. Мислам дека многу брзо можеш да се пренасочиш, да се преквалификуваш, да одбереш некое ново место, да се доквалификуваш и да напредуваш многу брзо. Ние одиме од таа полка која ни ја давале, јас мислам како мали, дека е важно што ќе избереш, треба да мислиш на време, дека тие работи се некако исклесани у камен и дека траат долго, а сега е толку флуидно, толку е променливо, многу е чудно да се совпадне. Да, и секако зрелоста, например, треба да се определиш во кога ќе завршите основно, дали сакате општа гимназија или некој стручно средно. А сега убави можности нуди и стручната средно за работа, за стекнување на добри квалификации кои што можеби понатаму ќе ти помогнат во животот да се определиш што би одам. Меѓутоа некако на традиционалното дека треба да се најдеш во една рамка, она реклама образованието нели сила, моќ, но не е секогаш така, можеби, поготово во нашата сфера. Ние сме универзитетски професори, но силата наша е, не ја гледам баш многу. Например, конкретно во реформите, во креирање на образовните политики, воопшто педагошкиот факултет, па и филозофскиот факултет, па и другите наставнички факултети, не зборуваме само на факултетите науки, ретко продираат во некои реформски зафати. Мислам, продираат оние веќе кои што се навлезени и во некои подрачја, да речеме, во подрачјето на раното детско воспитание, образование или во други, а оние реални што се експерти од областа, никогаш и не се ни поканети. Например, окей, ја познавам Изабела и ќе ја викнам, но добро би било да ако Изабела работи на педагошкиот факултет, да се обратам до нив да одреден стручник. Например, еве имавме сега побарување за членови во комисија за избор на ментори како компетенции на наставниците. Ја предложивме професорката Банчотовска претходно беше, затоа што предава дидактика, има докторирано на таа тема. Друго е кога водиме институционално, па го гледаме кадарот во целост и нивните одделни специфики. Се случува да во програмата, што е конкретно за ран детски развој во преучилишните установи. Што се подразбира под ран детски развој? Во светските стандарди се зема од 0 до 11 годишна возраст, тоа би ufаќало и основно. 6, 7, до 5, 11. 10-11, изучување на предмет на настава технички. Но кај нас реално го упфаќа предучилишниот период, пред почетокот на основното, до 6. Пред навршување на 6, околу 5 до 6 годишна возраст. Так. Да. Так. Значи тоа е практично градинка. Градинката, да, предучилишниот систем. Так. Тоа и дава многу. Ето Изабела. Тоа е толку, мислам, сигурно знаете бидејќи сте од педагошкиот факултет. Да. Ова особено ќе го познаваат и колегите, например, и од психолошкиот факултет, колку многу нешта зависат за развитокот на една личност уште додека е во утробата на мајката. А камоли веќе кога е способно да седне само во клупа и да слуша и да разговара и да функционира во тие социјални кругови првични кога излегува од тие семејни, нели? Така што е многу важно да се посвети внимание. Баш ми е драго што го спомна тоа, зашто нели ние како педагошки факултет и кадрите кои што не обучуваат за нели идни воспитувачи, нели оние кои што први допираат со развојот на детето, важно е тука да се каже и дека родителите имаат една од главните улоги и партнерството меѓу родителот, наставникот, воспитувачот е клучно за понатамашниот развој на детето. Меѓутоа исто така би напоменала и дека едукацијата на родителот и постојаната едукација за развојот на своето дете тоа е нели магичниот триаголник кој што гарантира успех понатамошен кај детето и правилен развој кон кој што треба да се стремиме. Затоа и се во последно време тенденциите за вклучување на родителите и во реформските процеси. Ги слушавте нели бурните нивни реакции околу нивниот став на родителите по однос на учебниците. Така да
навистина се една алка во образованието, затоа што секој родител сака да добие она што е најквалитетно и најдобро за своето дете, така да неговото вклучување уште во предучилишниот систем би било добро што повеќе да се даваат можности. Сега гледам по Facebook страните на предучилишните установи, многу од градинките и го почитуваат тоа самиот влез на родителот како некој вид на занимање, почесто влегување на родителите во градинката и вклучувањето нивно во животот, што веќе ќе ги навикнеме на тоа и мислам дека тогаш грижата на родителите и во целосниот образовен систем малку и ќе се измени и перцепцијата, затоа што нивната невклученост остава можности за погрешни сваќања. Иако сум на истиот став како и родителите дека учебници мора да има, затоа што случајно сум во една комисија за преку на барање од Министерството за образование и наука во комисијата за изработка на новиот закон за учебници и министерот сам истакна за образование господинот Шакири дека да, ги поддржува дигиталните учебници и дигитализацијата, меѓутоа мора да имаме во предвид каде се наоѓаме. Дека ова е Македонија каде што реалните можности за дигитализација или не сум стручњак од информатиката од областа, меѓутоа интернет конекцијата е обезбедена на околу 20% од основните училишта во Република Северна Македонија. И па тогаш дигитализацијата е јасно дека не може. А нормално е дека треба да 4 во државата, значи колку малку покриваме со интернет и колку реално е тоа возможно моментално. И тие, мислам, не само пристапноста до интернет во основните училишта, туку и способноста на родителите да ги снабдат со тие дигитални помагала. Мислам, имаме и рурални средини кои што се неразвиени. Може би тоа ќе функционира во центар, некаде во аеродром, во Карпош, не дискриминираме, ама таква е реалната ситуација, не дека нас тука по градов многу повише не бива од тие луѓе таму. Сакам да кажам дека економскиот стандард е различен и не може баш тоа така лесно да оди. Убаво ќе звучи да го кажеме тоа пред тие комисии таму во Европска унија дека е дигитализирано, ама дали функционира ќе биде проблематично. Така е. Да. Тоа е проблем. Мислам, одлични теми отвориме вага уште како на почеток. Тоа го зборувавме и кога дискутиравме за Институтот за педагогија на Филозофски факултет, кога го снимавме тој подкаст. И со деканот Радко зборувавме дека бидејќи педагозите имаат директен пристап кон најмладите членови на оваа општество, на оваа држава, на некој начин се со својата способност да им влијаат, да го насочуваат нивниот развој, па и родителите тука, некако децата кога одат во основно училиште уште од најрана возраст и во градинка, денот е поделен на 3 дела. Едниот дел е сонот, вториот дел е времето поминато на училиште или во градинка и третиот дел е времето поминато со родители. Така што тие се тие 3 клучни алки и на некој начин педагозите со својот директен удел, директно влијание, директен пристап кон најмладите се вајари на иднината, буквално, на една држава, на едно општество и на целиот свет на крајот на денот. Па така е, да, се служувам со тоа што го потенцирал деканот Дуев. Нивната и нашата дејност е доста слична. Имено кај нас екзистираат повеќе институти, односно 3, од кои едниот е Институтот за предучилишно воспитание и Институтот за оделенска настава, каде што имаме малку потесна специјализирано за разлика од педагозите. Педагозите во основа може да се занимаваат со образованието. Воопшто, како системско потпрашање, може да бидат вклучени во предучилишните установи во работа, во основните, па и во некои други институции, каде што се занимаваат со полето на образованието, тие на некој начин се некој поопшт, имаат поопшти компетенции. А овие наши 2 института, имаме програми во овие 2 студиските програми, обезбедуваат поспецифични компетенции. И тука, навистина,
многу потемелно се запознаваат со поделните подсистеми на образовниот систем. Именно предучилишното воспитание, кое што сега со новите студиски програми ќе профилира кадар воспитувач, предучилишен воспитувач, ќе биде способен навистина да, како што рековте, да ги ваја вајарството со децата од раната предучилишна возраст, децата до 6 годишна возраст. Тука тука тие повеќе се насочуваат во однос на подетално изучување на педагошките, дидактичките и методичките дисциплини во однос на организација на воспитно-образовниот процес. Така. Бидејќи има поголеми специфики, а во Институтот за оделенска настава, каде што се нуди програмата оделенска настава, каде што ќе биде кадарот оделенски наставник, работи со ученици од прво до пето оделение и компетенциите кои ги добива нашиот иден оделенски наставник се насочени кон стекнување на основи за предметните подрачја кои што треба да ги предава, понатаму склоп од педагошки, психолошки и дидактички теории кои што се важни за организирање на наставниот процес и секако последниот е насочен кон струката, тесно стручни компетенции добиваат студентите во однос на организацијата на наставните часови по одделни предмети, така да нашиот оделенски наставник добива компетенции да реализира час по математика, македонски, одделни општество и историја, сега да го кажеме точно со новите називи, уметност, ликовна уметност, музичко образование, математика да не ја заборавам. Ќе јас предавам методика на наставата по математика. Така да, споредбено овие два профила, педагогот е сепак поширок профил и има можности, нели се, повеќе го разгледува образовниот систем од повеќе аспекти, поопшти сознавање добива за разлика од овие два профила кои што се насочени кон, да речеме, една специјалност во одреден подсистем од целокупниот систем на образование во нашата држава, иако се уште званично не е предучилишниот систем, па се третира како дел од системот на образование, но се дури не се воспостави негово внесување во Министерството за образование и наука, ќе има третман на згрижувачка дејност, што е многу погрешна. Многу погрешна, затоа што значи градинките не влегуваат под Министерството за образование. Да, главна дејност е традиционално згрижувањето, но самите податоци од низ истражувања кажуваат дека овој ран детски развој затоа и се потенцира. Можне погоден период за развој на личноста. Не сме во никој случај да се запостави и на тој начин сметам дека доколку третирањето на овој систем се земе и во рамките на другото ресорно министерство, ќе дојде до израз значењето на образовната компонента во овие преучилишни установи, кое што се реализира, не е дека не се реализира. Ние сме сведоци со студентите, сме постојано во градинките преку практичната настава и се изработуваат соодветни програми по кои што се работат, но сепак акцентот е повеќе ставен на згрижувањето. Так. Ти си на ова ти е втор факултет, така? Да, педагошкиот факултет. Првиот факултет ти беше? Првиот ми беше архитектура. Каде што целта ми беше да градам домови, работни места, градинки и после тоа се пренасочив кон тоа да градам личности, зашто навистина педагошкиот факултет нуди извонредна можност да градиме идни личности. Тоа не значи дека само конкретно студирам предучилишно воспитание, значи градинка, рано детство ми е мојата експертиза, понатаму ќе ми биде мојата експертиза од кога ќе завршам.
тоа не ограничува на некој начин да почнеме да градиме и да всадуваме идеи за големи нешта нели во главата на децата, бидејќи децата ги немаат тие лимитирачки верувања кои што ние возрастните ги имаме кога ќе се дооформиме. Тие се буквално една празна табла која што треба да се полни со искуства, со различни или доживувања за светот, со цел да можат тие да изградат понатаму светоглед, да изградат критичко размислување за одредени теми и навистина да го променат светот во кој што живееме. Тоа е една клучна возраст доколку на вистински начин се работи со овие деца. Резултатите кои што ќе ги видиме во нашата држава во следните години ќе бидат брилијантни, меѓутоа навистина е важно да се потенцира колку е тоа нели потребно да има нели вистинска подлога и понатаму да се реализира баш на начинот на кој што го спомена професорката, која што ни исто така и продекан за настава на нашиот факултет. И доколку сите работиме интегрирано, навистина ќе направиме промена во иднина. А тоа и како започнува од предучилишното воспитание, па после тоа во основно, бидејќи свесни сме дека кога ќе дојдеме во периодот на пубертет кај децата, поинакви работи се најважни. Меѓутоа, во раното детство тие навистина имаат еден впивачки ум и баш е клучно во оваа возраст, јас би рекла од втора, трета година па се до 10-та година, активно да се работи не само на воспитната активност кај децата, меѓутоа и на образовната активност и на негување на нивните интереси. Бидејќи што е целта, една од целите на образованието? Целта е понатаму детето да избере одредена кариера. Дали тоа ќе биде експерт во некое поле, дали тоа ќе биде некаков уметник, дали ќе биде експерт за градежништво, дали ќе биде молер кој што исто така е уметник и создава некои прекрасни дела и сите го препорачуваат на познати. Да. Важно е кај децата да оформиме мислење дека се е возможно и дека начинот на кој што сите тие работи се постигнуваат е со активност и со работа. И да не ги ограничуваме уште од најмала возраст, а свесни сме дека генерално менталитетот кај нас и нашите лимитирачки верувања не наведуваат кон тоа да размислуваме дека па немој да избираш оваа струка, нели не е толку перспективна како другите. Апсолутно. И свесна сум за тоа дека најголем дел од младите луѓе кои што понатаму избираат професија, нели една од целите на подкастот е да им помогнеме на младите во изборот на едната професија и да се информираат. Значи, најдобрата одлука ќе ја донесеме доколку таа е информирана. Ги прибереме сите информации и тоа е наша одлука. Тоа не е одлуката на нашите родители, тоа не е одлуката на нашето друштво или нели средината во која што понатаму сакаме да се наоѓаме, меѓутоа тоа е наша одлука за тоа кои наши компетенции понатаму сакаме да ги развиваме. И бидејќи работаме како кариерен советник, сваќам колку е проблематична таа одлука кај младите лица и навистина со страв пристапуваат на истата одлука наместо со ентузијазм. Да. А немаме многу примери би рекол во секојдневието кои ни покажуваат што се е можно кога си го следиш срцето, например. Не срцето во смисол што и да чувствувам сега да го направам, туку кога гледаш дека едноставно некоја одлука не е во склад со целата твоја личност, со твоите вредности, со твојот морален компас, да речам, не го прави, едноставно, мислам, нема цел, нема поента. Тоа што го рече, ќе се вратам пак после, да прашаме едно прашање во врска со специфичноста баш на тие години кога влегуваат децата во основно образование. А тоа што ме зачуди е како од една платена професија како архитектура си избрала да одиш на педагогија. Платена професија не е термин кој што го користиме во кариерно советување, бидејќи секоја професија може да биде платена доколку личноста е експерт во својата област. Бидејќи педагогија не значи само дека јас ќе бидам воспитувач во предучилишна установа, што е секако супер професија и најверојатно дел од својата кариера ќе посветам и таму, меѓутоа тоа може да значи и дека можеби во иднина би имала своја компанија каде што јас ќе произведувам дидактички материјали кои
што ќе помагаат во развојот на раното Добро. на децата во раното предучилишно воспитание, или можеби ќе работам на она што го дискутиравме, нели, контактот со родителите и како на родителите да им се даваат совети за како да потпомогнат во развојот на своите деца, или можеби доколку понатаму предучилишното воспитание го добие заслуженото место кое што го дискутиравме, можеби развој на понатамошни образовни програми, на доградување на постоечките образовни програми со цел, нели, да ги следиме светските трендови, бидејќи не е целта само да имплементираме нешто кое што не би функционирало моментално во нашата држава. Така. Целта е да се истражи каква е моменталната ситуација и што Врз реално основа на може тоа. да постигнеме за 5, 10 или 15 Да. години. Да не копираме само од тоа што го гледаме Апсолутно. од земјите од Трендот запад. кај нас. Апсолутно. Да. Да. За жал таков е трендот кај нас да копираме се што е можно. Да. Имаше тренд во основното образование на внесување на Кембридж програмата, која што е директно ископирана и изработи доста, мислам, познат и значен центар, англиски центар кој што е остручен и експерт во таа област, меѓутоа самата примена на нешто што е преземено од надвор не може да дојде да донесе такви ефекти како што би донело истото тоа ако би се адаптирало на условите во кои што ги имаме ние. Навистина има потреба, да, ние тргнуваме од сите оние цели кои што ги поставило Обединетите нации во однос на образованието, Така. нели, поставување за дигитализација, имаше и многу добро зелено образование, развојно образование кое што ќе биде достапно за секоја категорија на ученици, но мораме ние, имајќи ги во предвид сите тие цели, да ги земеме реалните услови во нашата држава. Конкретно имавме лошо искуство со примена на ова програма во наставата по математика, природни науки, и тоа даде, иако не беше се уште можеби измерено, кои се точните резултати, нели, не беа проверени преку низ за истражување, тоа е тоа што нас ни недостасува во креирањето и во истражувањето воопшто во наше во општество, да речеме, затоа што и пред воведувањето на Кембридж имаше воведено систем на образование, 9-годишно образование, кое што се уште не беше завршено. Вие сте тие од кои што учевте во системот на... Јас Вие не го не, фатив вие сте, да. деветгодишното, да. Вие го Јас во фатите, средно го избегнав за една година. Да, и го избегнав, не се ни воведе, што е најинтересно, Да. Кембридж програмата во Одлично. средното беа појаки на влијанијата и не се спроведе во секој случај, иако беше на голема штета во целокупниот систем, посебено во развојот на математичката писменост кај воопшто кај учениците во основно и средно образование, но сепак имаше и други последици затоа што не тргнавме од нивните предзнаења, не ги лоциравме кои се нашите потешкоти, кои се нашите предности, така да изгубивме многу работи на квалитет. И PISA истражувањата ни го покажуваат токму PISA тоа. истражувањата, например, има земји кои што не ни прават. Ние секогаш ги гледаме на финскиот. Финскиот систем, образовен систем кој што е успешен, меѓутоа развојот на финскиот систем оди со претходни истражувања и таму можат лесно да проектираат што би се случило после неколку децении, затоа што образованието на вистина е нешто каде што не се гледа директно инвестицијата. Таа инвестиција ќе ја гледаме, ние инвестираме во нашиот кадар, наставници, воспитувачи, па и библиотекари, кои што понатаму ќе ги видиме нивните плодовите од таа инвестиција, затоа што тие пак ќе вложат во едукација на учениците и децата од преучилишните установи и така да таа инвестиција тешко се гледа, но за да се постигнат реални и повисоки резултати, потребно е развивање на различни центри кои што ќе се занимаваат со истражување. Тука имаме, не дека не имаме ние центри, меѓутоа се можеби не се доволно
доволно на квантитет. Например, Министерството сега за образование е оптоварено со педагошки служби, со издавање на учебници и слично, бирото со работење на програми интензивни. Не е можно нешто да се направи во толку краток период. Не. Се си бара сериозно посветување. Сепак образованието инвестиција која што треба да ја гледаме многу подолгорочно, а и бара незина по темелна и содржина, нели, анализа и вклучување на голем број на заинтересирани и засегнати страни. Па и експерти, па и особено луѓе кои го предаваат тоа, кои се дел од тој процес, мислам, кои се авторитетите во една држава. Апсолутно нема, кога тие запци на запчаникот не се совпаѓаат како што треба, не е автентично, не може да вроди со плод. Убаво е што го спомнавте финскиот систем и од друга страна па во Финска сме зборувале на пример многу пати дека просветителството и наставничката професија е едната меѓу најплатените во државата. Мислам, тоа е многу е јасно веднаш кој е ставот на државата кон наставничката професија. Да. Веднаш е Наставник јасно. не може да биде секој. Не Наставник може да биде само одредена личност, која што ќе биде избрана, која што нели има висок просек, полага различни предмети и навистина е достоинствена професија која што е одлично платена за разлика од кај нас. Кај нас е отворен системот, може било кој да се запише. Дури се случува да се запишуваат и оние кои што и доволно не ја истражиле оваа професија, па се запишуваат случајно на овој факултет. Ние имаме проблем во однос на финансирањето и за нас е најзначајно да имаме што поголем број на студенти, бидејќи финансирањето е поставено во високообразовните институции во однос на зависи од бројот на студентите, а доколку има ние барем од Универзитетот Свети Кирил и Методи се бориме и настојуваме да има поинаков начин на плаќање во кој што би се плаќале факултетите по дејноста, па тоа би ни овозможило да во соработка со државните органи да обезбедиме ние поквалитетен кадар во однос на кадарот кој што ќе врши наставничката професија, па би минеле приемни испити, навистина за да дојдат до израз оној поквалитетен кадар кој што е значено за да се оди во развојот на образованието. Но не мора да значи дека секогаш најквалитетниот кадар е некој што ќе биде умешен и способен во извршувањето на работата. Се случува да и некои навистина се пронајдат подоцна, ако Изабела после завршувањето на факултетот архитектура се пронашла дека навистина ја исполнува оваа професија и сака да ја работи, има студенти кои што можеби во средното образование не покажале интерес доволен во учењето и постигнале послаб успех, да подоцна се развиваат и навистина да се пронајдат себе си тука и да постигнат подобри успеси. Дури, се случува. Благодарение на наша голема присуство во практичната работа, која што во високото образование е внесена негдека околу 2013, мислам, година како задолжителност за сите факултети. Кај нас постои уште од почетокот на педагошкиот факултет. А да не кажем дека педагошкиот факултет е наследник на Висшата педагошка школа, која што е основана во далечната 1947 година, во 1961 година е применувана во Висша школа, значи менува свој и има долга традиција од околу 76 години, каде што еден вид на практична дејност има. Секогаш било застапено да идните наставници и воспитувачи бидат присутни во местото каде што ќе работат. Мора да се запозна, на првите линии, секако. Осмислено е како ќе биде вклучувањето. Например, во почетните студиски години тие само наблюдуваат и се запознаваат со самата атмосфера на градинката, училиштето.
за да потоа веќе во трета година, кога се запознаваат со стручните предмети, влегуваат и во директна реализација на процесот, воспитно-образовниот процес. За да во последната година се применува стажирање со новите студиски програми кои што ќе започнат од наредната академска година 23-24. Стажирањето ќе биде застапено целата учебна последна година од студирањето. Ова практика ја пренесовме на еден друг малку по-непознат институт кај нас, а тоа е Институтот за библиотекарство. Така да потоа не сме доволно познати, но ќе позборуваме и за тоа. Во ред. Се пренесоа и тука исто така е вклучена во последниот семестар библиотекарски стаж, а во секоја учебна година имаме одреден број на кредити кои што се реализираат во соодветната установа, во различни институции, библиотеки, архиви и слично, кои што планираме сега подетално да ги анализираме и да ги поврзаме со предметите кои што се реализираат. Предметните програми, например, во прва година, доколку се изучува во предучилишно воспитание, психологија, да студентите директно наблюдуваат она што го изучеле за карактеристиките на развојот на децата, да го наблюдуваат директно и да ги забележуваат, да ги перцепираат, да се вклучуваат, да едноставно може да им бидат помошници на воспитувачите, тоа што сепак е специфична дејноста, и самото наблюдување да ги препознаат тие карактеристики. Тоа ќе им даде многу поголем квалитет во компетенциите кои што ќе ги стекнат со завршувањето на овие факултети, ќе бидат многу по-подготвени да го земат предизвикот на наставничката професија, која што е... Апсолутно. Ма и тоа и јас мислам и на секој факултет. Особено па на нас на шумарски, например, нас толку многу ни фали практична настава. Нашиот факултет е, всушност е невозможно да се учи без практична настава. Ме разбираат? И за секој факултет е тоа. На крајот на денот е можно да се учи без практична. Апсолутно. Јас никогаш нема да го заборавам првиот ден кога техничкиот прв семестар почнуваме ние со пракса, сигурно и оделенска, групата оделенска. Никогаш нема да заборавам зашто веќе започнуваме да учиме истото тоа што го кажа професорката психологија и веќе тоа го забележуваш. Одиш во група каде што децата се на возраст од 2 до 3 години и ги забележуваш тие критични точки на развој. Па после во повозрасната група забележуваш како некои предизвици се наминати, некои вештини се совладани и навистина можеш тоа што го учиш да го примениш, што на крајот на денот е целта на студирањето и на факултетот. Апсолутно. Тоа што го спомена преска, дека децата се една отворена книга, онаа табула раса што ја викаат, дури тие некои, да речеме, невролошки истражувања дека децата до 7-та година се уште немаат оформено, оној здрава перцепција и за самите себе и за светот, се уште се како сунгер отворен кој само прима информации, само прима и не знае да некои свесни, да речеме, одлуки да донесува, што се случи, нема врска. Некои свесни одлуки, така што колку е важно, например, тој кадар што се обучува на вашиот факултет да биде прво психофизички здрав, за да може да се носи со сите тие непредвидливости што се раѓаат во еден клас од 25 малишани што никој не знае кај тера уште. Значи многу е специфична задача, да сакам да кажам. Како се води програмата на педагошкиот факултет, според кои авторитети се водиме, стандарди, како се насочуваат идните кадри? Може би и техничко прашање, ама насочено е чисто да ја разгори желбата, да речем. Креирањето ако мислите конкретно на креирањето на програмите, баш и воопшто, бидејќи самиот студиски програм, да речеме, оделенска настава или предучилишно воспитание, за разлика од оние дејности кои што се однесуваат на техниката, директно пазарот продуцира и кажува што се треба какви компетенции треба да има идниот инженер, било да е од која област. Така. За разлика, кај нас е малку поспецифична дејноста, но ние во секој случај и гледаме потребите од пазарот
во случај конкретните услови, но и светските трендови во развојот на образованието, и во таа насока и креираме студиски програми. Затоа во новиве студиски програми направивме мали измени, да речеме. Студентите се запознаваат и во оделенската настава и предучилишното воспитание, треба да имаат способност да реализираат активности или наставни часови, да речеме, од одредено подрачје. Затоа мора да го знаат веќиниот јазик, математиката, значи да имаат основни познавања од одредени предметни подрачја, за да потоа тие ги прошират знаењата во однос, што спомнав по однос на психологијата, како што каже Изабела, веднаш ги препознала во практиката оние карактеристики на развојот. И спомнав и методиките кои што ги изучуваат. Меѓутоа, во трендовите во образованието е вклучување, го спомна веќе и Изабела, семејството, особено во раниот детски развој, така да се застапени предметни програми без разлика дали се задолжителни или изборни од таа област, се применува холистичкиот пристап во образованието заради спецификата на возраста, што рековте, тие се табула раза, но кај светогледот на децата во раната возраст до 6 години па и до 10 е целосен поглед. И тие нема да гледаат математика, нема да гледаат јазик, нема да гледаат биологија и слично, и заради тоа се препорачуваат интегрирани пристапи. Нашите студенти добиваат и компетенции за реализација на интегрирани, да речеме, активности или наставни часови. Понатаму, според концепцијата за развој на образованието се започнува со примена на инклузијата, која што не е само процес на вклучување на децата со посебни образовни потреби, туку вклучување и едноставно гледање на наставниот процес или воспитно-образовниот процес во целост како работа со индивидуи. Секој дете има посебна образовна потреба. И јас, Изабела, и вие. Затоа што има деца кои што навистина имаат потешкоти во развојот, имаме деца кои што се талентирани, имаме деца кои што доаѓаат од социјално ранливи категории, маргинализирани групи. Сите тие бараат поинаков пристап. И се дури акцентот не го ставиме на оној кон кого е наменета, нели, постигнувањето на нештата, нема да се случуваат поголеми позитивни резултати во образованието. Затоа и сметам дека има голема потреба да се примени, да се развива инклузијата воопшто како процес кој што ќе го третира секој како индивидуа посебна кон кого што треба да се пристапи. Тоа не кажува дека ние од детето треба да појдеме. Заради оваа тенденција воопшто во образованието и во светски тренд, имаме вметнато и нови предметни програми. До сега тоа го компензиравме преку соработка со Институтот за специјална едукација и рехабилитација, но сега веќе имаме собствена студиска програма, што не значи дека повторно ќе соработуваме и понатаму со нив. Така да, сето она што се случува и како потреба реална кај нас, сакам да кажам, и реалните светските потреби влијаат на развојот на компетенциите на идните кадри. Секако тоа е малку успорено, мораме да идеме во предвид, затоа што нашите студиски програми се менуваат на секои 5 години, така да имајќи предвид дека ова општество е општество на брзи промени, никогаш и нема да го стигнеме. Конкретно Кембридж не успев да го стигнем во методиката на наставата по математика, но се наоѓаат начини како тоа да се надмине таа потешкотија. И тука не треба само да го гледаме и тоа што факултетот ни го нуди. Факултетот ни е поедовна точка од каде што ние црпиме знаење, меѓутоа секогаш имаме простор за менторски сесии со професорите, надворешни обуки кои што само ќе го дополнат нашето знаење или можеби за интересирање за некаква тактика, дидактичка, нели, дидактички алатки кои што се користат во странство, па да истражиме дали можеби и тука би биле апликативни, на каков начин би ги искористиле. И во нас
насока на тоа што го зборуваше професорката, јас сметам дека и како е потребно зголемување на кадарот кој што работи со децата, особено во предучилишната возраст, со цел да може да се постигне целта на инклузијата, бидејќи на овој начин таргетирана е децата со најчесто просечен развој, меѓутоа тука се маргинализираат, би сакала да кажам, децата кои што имаат пречки во развојот, меѓутоа и децата кои што се надарени, бидејќи го прилагодуваме темпото можеби за некое стандардно ниво за учење, а истовремено не анализираме каква е моменталната ситуација. Еве ќе дадам еден пример. Зачестена е појавата на тоа децата да зборуваат на англиски јазик пред да зборуваат на македонски јазик. И сега ние зборуваме за дигитализација на наставниот процес, а децата не го зборуваат мајчиниот јазик. Можеби професорката би сакала да елаборира како тоа понатаму се одвива на математичките вештини и на сите работи кои што... Јас би рекол дека тоа повикува на антидигитализација, а не на дигитализација, искрено. Тоа значи дека дигитализацијата е преголема. Се разбира, не на вистинскиот начин. Не е на вистински, да. Дигитализацијата е потребна, но треба да се искористи на вистински начин. Зошто децата прво прозборуваат прашање на немајчин јазик. А реалните показатели еве во успехот во образованието укажуваат на тоа дека оние деца кои што учат на немајчин јазик имаат потешкоти во учењето. Особено имајте во предвид ромската популација, колку што им е тешко да ги совладаат знаењата кога тоа го учат на немајчин јазик. Затоа можеби тоа се провлекува уште од малата возраст, кога нашите деца постојано се обкружени со дигитални алатки. Најлесно е да се организира времето на децата со помош на некоја дигитална алатка. И децата така го учат англискиот јазик. Има да не се посветува доволно внимание на читањето, сликовниците се веќе заборавени нешта. Така да јазикот не се негува. Децата почесто го слушаат англискиот отколку мајчиниот јазик, без разлика дали е македонски, албански, турски или не знам кој. Шпански, но децата тоа што ги обкружува, тоа и го примаат. Како што кажавте, табула раса, сунгери се. Им потенцијалот кај нив е огромен во раната возраст и го впиваат тоа што го имаат пред себе. Не, па мислам дека родителите и ги поставуваат децата на многу лоша основа уште од почетокот. Бидејќи уште од бебиња можеме да гледаме ако се прошетаме низ парк, како некоја мајка вози бебе во кола, во количка, се извинувам. И телефонот тука си стои, вртат некои цртани. И сега докажано на пример колку полесно се учи јазикот кога се слуша директно и се восприема некој разговор од други двајца кои го зборуваат или повеќе. И тоа пропратено со силните визуелни и аудитивни стимулации кои доаѓаат од тој цртанот и анимации или што и да е, мислам дека не само што велиме дека го учат прво англискиот, а не македонскиот, значи македонскиот автоматски им е немајчин јазик, туку не само тоа, кога ќе тргнат во прво оделение на училиште или во градинка, ниедна наставничка не може да се бори со стимулацијата што ја произведува еден цртан или една анимација, че децата и потоа им диагностицираме, не знам, синдром на недоволно внимание и други работи. Има и истражувања како се пореметува и нели и очниот апарат кај децата со тие помагал. Мислам, тоа е на многу лоша основа се поставуваат децата. На многу лош, од многу поглед. Дури јас не би рекла не се само виновни родителите, бидејќи секој кој што поминува најмногу време со детето, тоа е примарната личност од која што детето учи, нели? Секој кој што е во контакт со детето е модел на однесување за детето. Детето не учи од тоа што му го кажуваме, детето учи од тоа што ние го правиме. Дури и ние да му забраниме на детето да користи, да кажеме, телефон или таблет, доколку ние како родител или како воспитувач го користиме пред него, ние не му покажуваме како треба да прави, туку покажуваме дека ова е моje, јас на овој начин функционирам, меѓутоа ти на друг начин треба да функционираш, кој што јас не ти го кажувам кој е. Тоа не работи.
Тоа не функционира, не да. функционира во никој случај секако. И Точно се служувам со вас. апсолутно сметам дека треба малку пошироко да ги погледнеме и нашите навики. Да. Еве сега ќе зборувам од аспект на идем воспитувач. Прво јас сум моделот кој што детето го гледа. Доколку јас повишувам тон, и детето ќе повишува тон. Доколку јас разговарам на смирен начин, со емпатија, и детето ќе биде мотивирано да разговара на тој начин. Можеби не секогаш, меѓутоа ние забораваме дека тие се деца кои што се уште учат да ги контролираат своите емоции. Свесни сме дека ние како возрастни луѓе не секогаш ги контролираме своите емоции, па како очекуваме тогаш од едно мало дете да биде способно да ги контролира своите емоции? Значи, се развиваме се до нашата 26-та година. А психофизичкиот развој, јас би рекла дека продолжува и понатаму. Да, физичкиот развој запира, меѓутоа психичкиот развој продолжува и емоционалниот развој. Сега ние нашите вештини, нашите сознанија треба да им ги пренесеме на децата и да, со тек на време тие ќе научат, меѓутоа тоа не е преку ноќ. Одлично, не, на многу вредна работа укажа. Тоа е сопствените навики, сопствената дисциплина. Мора кога и да поучуваме, мора прво себе да се погледнеме, да видиме ние на кој ниво сме, каков пример даваме како луѓе прво на луѓето околу нас, а особено како воспитувач. Многу важна работа, навистина. Би сакал тоа да го согледува секој што се занимава со таа професија. Мислам дека голем дел од студентите ја сваќаат таа улога, затоа што е постојано и на самите предавања на кои што присуствуваат, можат и самите да кажат дека голем дел од професорите, особено јас тоа и го практицирам во предавањата, бидејќи предавам методика на наставата по математика и во оделенската и во предучилишната група на студенти. Навистина ние сме пример. Дури ми се случува да им кажувам, да, вака не би требало да постапите кога нешто ќе постапам, особено кога нешто разговараме околу некој модел на решавање на задача и ако се сгреши, во тој смисол, велам, јас, например, ова значи дека вие не внимававте доволно и не следевте дали точно решавам, ова вика можете да го искористите како еден модел како би реагирале во една ситуација кога навистина ќе погрешите пред учениците, иако е модел на однесување, нели, со кој што би се коригирало да ги поттикнете, да речеме, на внимание, да ги следат другите, затоа што за да ги следиш, нели, и другите треба и себе си да се следиш како работиш, и на само оценување и само проценување би се поттикнале. Спремна ли си ти вака? На која година си? Сега сум втора, значи уште 2 години. Так. Се чувствуваш ли спремна да го земеш тој предизвик? Тоа што го кажа професорката, мислам дека непроценлива вредност има практичната настава и тоа што уште од прв семестар ние влегуваме во градинка. И тоа е извонреден начин како да се учи што е добро кај воспитувачот кој што ја води групата и нели кои работи се поклопуваат со тоа што го кажува теоријата и со тоа што гледаме дека добро го восприемаат децата, меѓутоа и да научиме како можеби некогаш не се постапува, бидејќи знаеме дека емоционалната регулација кај возрастните луѓе некогаш не е најдобра и сите сме луѓе кои што правиме грешки, меѓутоа треба да учиме. И тие не се грешки, тие се предизвици кои што треба да се надминат. И сметам дека со тек на годините и со се повеќе практична примена, меѓутоа исто би кажала и дека за секој кој што студира или понатаму кога ќе се навлезе во некоја професија, учењето никогаш не запира. Секогаш има нови методи кои што можат да се научат, секогаш има нови извори на знаење, секогаш има нешто ново што се случува во светот и ние мора да го следиме тоа доколку сакаме пред се да бидеме подобра личност самите према себе, а после тоа и професијата која што ја работиме и тоа понатаму се гледа во нашето секојдневно работење. Например, ние дигиталните алатки во времето кога јас учев беше непозната работа. Така да сега мора да се оспособам да ги проучам за да знам што би можела да им се понуди на студентите и особено во однос на критичкиот осврт што е адаптирано и што е возможно да се применува во воспитно-образовна работа или во наставниот процес. Многу е лесно да се рече да ќе играте
математика ќе ги користите, но мораме еве и ние како и тие, идните студенти тргнувајќи од нас, ние сме нели условени во кариерниот развој со избори, но Така. колку и да ги има и да ги нема, секогаш треба да се пратат трендовите за да се надоврзуваат и надоградуваат знаењето за да биде успешна реализацијата на професијата со која што се занимаваме. Тоа е наш водич, гледајќи на нас секако дека тоа ќе го воочат и студентите. Добрите практики ќе ги видат директно во практиката, но и нешто друго ќе се запознаат, дека ќе видат различни средини. Кога ќе почнат тие да работат, ќе видат дека не е исто да се работи и да се наблюдува. Во една група, која што можеби ќе работат еве со деца во централното градско подрачје, меѓутоа ќе има некои кои што ќе работат во сосема друга средина. Па некоја приградска населба, па можеби во Дебар ќе работат. Во Дебар има, например, многу добро развиена моделна градинка, кој што е познат мозаик група, каде што имаме билингвални групи, каде што и некој дел од нашите студенти дури одат на наблюдување, кои што можат одржуваат повремено и обуки за запознавање на моделот на работа, така да ќе видат дека имаме различни услови и ќе можат да сватат дека не е сето тоа како што е во теоријата објаснато, но и праксата се разликува, зависи од условот, од децата, од средината која ги обкружува. Од тоа колку нели ученици имаат потешкоти и колку немаат, да. Ама како што рековме, секој од нас има некоја посебна, има некоја посебна мерка, да. Што е според вас добар студент? Добар студент според мене не мора да значи дека е студентот кој што има просек 10.0. Така. Според мене добар студент е кој што е активен во текот на студирањето, креативен е во решавање нели на различни проблемски ситуации, особено сака да ја реализира праксата во овие дејности во кои што нели за кои што зборуваме ние воспитувач или оделенски наставник. Така да мислам дека самиот влог кој што го дава тој, че колку тој се труди, колку бара информации, да, ние пропишуваме и одреден нека е скрипта и од 300 и од 500 страни, но самото тоа што оној студент бара информации на други, во други извори, на други начини, сака да ги постави, тоа е сепак добар и посветен студент. Индикација, да. Ова се повторува, секој го вели ова. И социјалната компонента кај нас е важна. Сегајте, се надевам ќе бидат малку поактивни, ние сме специфичен факултет, единствен во Република Северна Македонија. Кај нас наставата се реализира на 3 наставни јазици, на македонски, албански и турски. Јасно е зошто, затоа што основното и предучилишното воспитание не може да се реализира на немајчин јазик. Ние сме среќни што сме единствени во државата, иако постои Титовски универзитет каде што се едуцираат нели наставници и воспитувачи на албански. Меѓутоа, тоа е приватен универзитет? Не, државен универзитет, да. Единствен факултет во Република Северна Македонија каде што има настава на 3 наставни јазици е нашиот. Тој се носи одредени специфики. Добро е да знаете ве идните наши студенти дека на наставните групи оделенска настава и предучилишно воспитание се реализираат на овие наставни јазици, 3 наставни јазици, но согласно законот припадниците на албанската националност и турската задолжително слушаат македонски јазик. Така. И две предметни програми на македонски јазик. Во овој случај е одредено да тоа биде нели со оглед на тоа дека се граѓани на Република Северна Македонија и историја предметот и уште еден предмет тоа е хигиена. Ете и такви компетенции стекнуваат да се запознаат со кои се основите нели на здравственото воспитание и образование, кои се стандардите и со тоа се запознаваат нашите студенти. Што е исто многу важно. Да.
Го спомнавте Институтот за За библиотекарство. библиотекарство, да. Малку чудно е зошто кај нас на педагошкиот факултет се Чудно е. реализира, се отвори во 2010 година Институтот за библиотекарство. Меѓутоа, светските трендови укажуваат на тоа дека библиотекарството не е веќе професија во која што библиотекарот е тој што треба да ви ја даде книгата што ја барате. Така. Туку тоа се едни мултимедијални центри во кои што библиотекарот ќе треба да му помогне на оној што бара услуга од него, да пребара, да дојде до одредени извори, без разлика дали тоа се дигитални, дали се тоа печатени, да ја утврди автентичноста на одреден извор. И сега во системот на основно образование голем акцент се става на училишните библиотеки како центри за креирање на средина за учење во кој што може да се реализираат различни проекти. И тука се гледа потенцијалот каде што ќе го поттикнуваме детето да го развива концептот на доживотно учење, кој што бара нужно, освен учење на основните концепти во основно образование, туку и пронаоѓање начини како тој постојано ќе учи и ќе се надоградува и како ќе доаѓа до одредени извори на знаење кои што ќе се проверени. Така. Не мора да бидејќи самите знаете дека на интернет да седнете ќе најдете извори, меѓутоа дали се тие соодветни за бараната, дали се веродостојни, а библиотекарот е оној профил кој што ќе треба да одржи таа врска помеѓу консументот или ученикот, така. без разлика од која возраст. Ние тука многу се наоѓаме, и ја потенцираме училишната библиотека со оние кои што би истражувале и барале податоци за одредена тематика или проблематика. Така. Зошто педагошкиот факултет го носи името Свети Климент Охридски? Тоа е гордост на нашиот факултет. Така? Сите знаеме и сме учели историја, знаеме кој е Климент Охридски, еден од учениците на светите Кирил и Методи, кој што го основал Климентовиот универзитет во далечната 886-та, негде кај запишав година. 60 или 70 години пред Болонскиот универзитет. Така. Да. Основната дејност на тој универзитет било да се шири христијанството на мајчиниот јазик, на народниот јазик во тој случај, словенскиот, но покрај оние кои што се определувале, учениците на Климент, во овој универзитет се образувале и децата, се учеле да ги пишуваат буквите и да го толкуваат тоа што е напишано. Па затоа можеме да кажеме дека со гордост ја продолжуваме мисијата на Свети Климент Охридски, да подготвуваме кадар, идни наставници, идни воспитувачи и библиотекари кои што ќе го шират образованието. По истата традиција. И ние сме горди што го носиме тоа име и секогаш кога треба да се подпишеме во јавноста, не го изоставаме ова име. Дури ние сме подраниле со просветителството еден милениум, 900 години, на вистина. Зашто да го задржиме тоа и да одиме кон Па позитивно. тоа покажува историјата, особено со генезата на нациите таму во 17-тиот, во 18-тиот век. Интегрална, најклучна работа во создавањето на една држава, на едно општество, покревањето, тоа се покажало кај нас и по Втората светска војна, со описменувањето и со келините училишта за време на доцното просветителство, дека образованието, описменувањето е најклучна далка во создавањето на едно општество. Најклучната. Секако, иако инвестицијата не се гледа веднаш, меѓутоа таа е долгорочна и е најзначајна затоа што е основа за развој на едно современо општество. Постојано зборувавме за концептот за доживотно учење, самиот тој концепт ќе овозможи одржлив развој на едно општество и секако да се надеваме на што повисоки резултати во образованието, а тоа ќе ни даде развиено општество. Спомнавте граѓанството, развојот на нациите, а постои и концептот на глобализација, но некогаш често го мешаме концептот на глобализација со
изначување или занемарување на националните чувства, на концептот на глобализација укажува на тоа дека глобалниот систем е дело од различни единки. И токму образованието треба да им даде можност на сите тие различни единки да се развиваат. Така, да им даде еднаква можност и да им даде соодветен пристап. Во оваа насока што би сакале да им порачате на идните студенти, на оние кои се размислуваат за кариера во педагогијата, во наставничката професија? Па би ги поканила да го земат и да го предизвикот да бидат дел од промените во државата, односно да го стават на своите плеки образованието, да ги прифатат предизвиците што ги носи воспитувачката дејност, наставничката дејност и дејноста на библиотекарот како носители на идните промени. Навистина, може би во државата не е толку актуелно и значајно овие професии, но реализирањето на овие дејности дава голема поддршка за тоа што самите учесници во процесот, тоа се децата, даваат голем поттик во работата, нивните чувства и емоции, нивните задоволства и чувството дека некој, еве, јас како професор сум успеала да убедам барем еден студент дека е одлично да се работи, да биде одличен наставник, за мене е чест и гордост. Камоле како иден наставник да знаете дека едно дете е оформено, благодарение, се развива во правилна насока, значи нешто. Многу значи. Многу. Голем предизвик, но дава големи бенефити. Да. Изабела? Јас би им порачала на идните студенти или оние кои што размислуваат дали да изберат да се насочат во ова поле, првично да тргнат од анализа на себе си, на своите интереси, на своите вредности, на она што ги прави нив посебни како индивидуи и каде се гледаат на своето идно работно место, со што се обкружени, како изгледа нивниот работен ден, кое е нивното секојдневие, бидејќи знаеме дека секоја професија по одредено време може да стане монотона, меѓутоа доколку навистина ги имаме нашите вредности во преден план и она кон кое што можеме да придонесеме кон одредена професија, нема да направиме погрешен избор, бидејќи погрешен избор не постои, нели тоа што го дискутиравме претходно дека некогаш сме присилени од времето, не, никогаш не постојат грешни избори, постојат избори со количината на информации кои што ги имаме во тој момент. И затоа секогаш е целта да имаме се повеќе информации за да може да направиме вистинската одлука. Пред се би рекла дека педагог не е само човек кој што сака да работи со деца, како што нели утврдивме дека тоа е важна работа, меѓутоа и човек кој што кажавме дека сака да работи на себе, меѓутоа и сака да работи на подобрување на општеството, бидејќи образованието, здравството и судството се столбови на една држава, меѓутоа образованието после тоа се провлекува и во судството, и во здравството, и во сите други нишки кои што прават едно општество. И би сакала на крај да истакнам дека многу често и се оттргнуваме од она што е природно на човекот и нели одиме кон дигитализацијата. И како е таа потребна, меѓутоа исто така е важно и да се навратиме кон природата, бидејќи факт е дека децата најмногу учат од природата. И часовите поминати надвор со децата, било во основно, било во средно или во понатамошното образование, се непроценливо богатство за децата, бидејќи така учат како функционира светот, бидејќи ние не сме ништо без природата и треба да научиме како да функционираме во синергија со неа, бидејќи не е само да имаме час по екологија и зачувување на природата, ако не им покажеме на децата зошто е важно да ја чуваме природата и зошто е важно ние да бидеме дел од природата и во природата, како тие понатаму ќе ја ценат и ќе остават позитивен белег на општеството, бидејќи важно е да оставиме позитивен белег и да трасираме некој пат по кој ќе одат идните генерации за да може да се подобри сето ова што го гледаме, бидејќи секогаш има место за подобрување и би рекла, исто така би порачала и да размислат за тоа, нели, трендот на масовно селење моментално од државата и малку да се преиспитаат причините заради тоа што некој се одлучува да се одсели од тука
и да размисли како можеби може да даде придонес без разлика дали ќе се одсели или не, дали тука или во местото каде што планира да се Така. сели и нели да гледаме на тоа каде сакаме да бидеме за идните 5 или 10 години и да се обидеме да го направиме тоа што можеме во рамки на својата професија. Одлично, се согласувам, навистина е така. Навистина. Дали мислите дека нешто пропуштивме од разговорот? Нешто не кажавме? Не знам Никого доколку не имаш уште представивме. некое прашање, Јас мислам дека сум задоволен. Исто и ние. исто и ние. Јас уживав во разговорот, ви благодарам и на двете што бевте гости денес тука. Благодарим. И ние. И се надевам дека малку подобро го објасниме факултетот, дадовме насока, ја дадовме суштината на педагогијата, конкретно за предучилишната и основноучилишната нели насока, така што ви благодарам. Благодариме и ние, не беше чест и задоволство што имавме можност да бидеме дел од овој подкаст и да ја поздравам иницијативата на организацијата на студентите, затоа што ова е потекнува од студентите за идните студенти, За идни. навистина е добар начин како да се запознаат со нас факултетите. Точно, бидејќи знаеме дека многу малку сега само се гледа веб страната, ама и не секогаш, вака е навистина начин како да се запознаат и со Да. дел од професорите и со дел од студентите и да видат нели кои се можностите понатаму по завршувањето на факултетот и нели сите тие размислувања кои што ги кажа професорката за потребите на промени и колку е важно и како треба да се направат тие промени за да имаме успех понатаму. Ви благодарам. Благодариме и ние, Петар.